Продолжуваме со свежиот воздух на 91 МГц. Продолжуваме со она што ви го најавив на стартот, со тој серијал на гостувања кои што ги имаме овде во Универзитетското радио, гостување на професори, декани, продекани од факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Денеска на моје задоволство овде гостин ми е доцент доктор Мишко Джидров, професор на Машинскиот факултет. Професоре, добро дојдовте во студиото на УГД ФМ. Ке зборуваме за вашиот факултет, знаете ги презентираме факултетите на некој начин. Колку студенти според конкурсот запишувате и на кои студиски програми? Значи, моментално Машинскиот факултет се подготвува за упис на студентите во учебната 2013-2014 година. Според конкурсот кој што излезе пред некој време, планирано е да се запишат 160 студенти, од кои 100 се редовни, 20 ворени студенти и останатиот број се за редовни со кофинансирање. Сега малку да подобјаснам, нели Машинскиот факултет е лоциран во Виница, со тоа што предавања се одвиваат и во Струмица, а од минатата година и во Штик. Значи присутни сме на 3 локации: Виница, Струмица и Штик. Нашата наставна програма се одвива по две студиски програми, односно првата е производно машинство, а втората е транспорт, организација и логистика. Сега, за малку да ги разјаснам работите, во Виница, например, и двете студиски програми се присутни. Таму може да се запишуваат студенти во двете програми, додека во Штип е присутно само производно машинство, а во Струмица имаме само транспорт, организација и логистика. Така, што значат овие програми, можеби да им објасниме на оние кои што се заинтересирани да се запишат, што е она што се изучува на производно машинство, а што она на транспорт, организација и логистика? Значи, конкретно за производно машинство, тоа представува една од оние основни насоки на машинските факултети, таа е присутна и кај нас. Така, тука студентите се стекнуваат со знаење на основните технички инженерски знаења, по-конкретно, значи, современо управување во производството, производни технологии. Потоа имаме производни системи, компјутерски интегрирани производни системи, потоа имаме знаење од областа на одржување на техничка диагностика, контрола, тестирање, монтажа, управување со квалитет, да го спомена, менеджментот е тука присутен. Додека за другата студиска програма, која што е транспорт, организација и логистика, тука, значи, студентите се стекнуваат со знаење од областа на применетото сообраќајно и транспортно инженерство. По-конкретно, значи, внатрешен транспорт, логистика, одржување техничка диагностика на транспортна механизација, знаење од областа на инженерството и екологистиката, транспортни и складични центри и така натаму, да не ги набројам сите. Така, има ли интерес од студентите, од средношколците за упис на Машинскиот факултет? Колку студенти имате, можеби во моментот, и задоволни ли сте од она како тече интересот на Машинскиот факултет? Важи за релативно тежок факултет. Да, така, значи се смета Машинскиот еден од тие потешки факултети. Постои интерес, можам да кажам, постои интерес и за двете студиски програми. Пред се да истекам дека постои, сега во разлика за кој град станува збор, така и нели постои различен интерес. Например, во Виница, поради тоа што и двете студиски програми се застапени, таму имаме интерес и за двете, а пред се поради тоа што од Кочани таму има средно училиште кое што веќе има насока кое што е транспорт и логистика, така да од таму средношколци доаѓаат на Машинскиот факултет. Потоа од Виница има веќе две паралелки кои што се ориентирани кон машинството, па така да тие технички паралелки произведуваат средношколци кои што полосно се запишуваат на Машинскиот факултет. Постои интерес, моменталната бројка на студенти е некаде околу 250 активно запишани студенти на Машинскиот факултет. Ние сме задоволни со интересот, пред се, како што кажавте, тоа се смета за еден од потешките факултети, но сепак интересот е голем поради тоа што Машински факултет овозможува подоцна по завршувањето, значи многу полесно да се најде работа заради тоа што машинските кадри се сметаат како дефицитарни во Македонија. И сега можам да кажам дека интересот од друга страна и во склад со можностите на Машинскиот факултет. Значи, како што кажав, постојат две студиски програми, па тие две студиски програми се исполнети. Секако интересот во последните години е зголемен, пред се интересот општо за сите технички науки е зголемен, така и за Машинскиот факултет е зголемен. Таа тенденција за зголемување за интересот за овие технички науки пред се произлегува од нашето функционирање на индустријата во Македонија. Како така таа функционира, има некоја
константна побарувачка на машински инженери. Од друга страна, во сите овие економски зони што се отвараат по градовите, се отвараат пред се предпријатија, односно компании кои што инвестираат во производствени системи. Во тие производствени системи како се бараат машински инженери. Од друга страна, ние очекуваме дека интересот ќе биде и поголем со зголемувањето на тие инвестиции кои што влегуваат во државата. Од друга страна, можам да кажам дека и Машинскиот факултет во наредните години се надеваме ќе можеме да понудиме и други студиски програми кои што секако ќе привлечат поголем интерес кај студентите, кај идните студенти. Така, да им објасниме на потенцијалните студенти на кој начин е организирана наставата на вашиот факултет. Генерално сите факултети имаат сличен наставен процес, но ајде да објасниме конкретно за Машинскиот факултет, можеби имате нешто кое што е специфично. Значи, Машинскиот факултет, целата настава се организира класично преку предавања, потоа имаме аудиториски и лабораториски вежби и секако присутна и теренската настава. Моменталната екипираност на факултетот ги задоволува потребите на Машинскиот факултет и нашата настава ја изведуваат еминентни професори кои што се врвни стручњаци во своите области. Голем дел од професорите имаат и долгогодишно искуство од индустријата, така да тој микс на теоретско и практично знаење е многу значајна карактеристика на професорите кои што предаваат на Машинскиот факултет. Во текот на наставата, значи, се организираат два колоквиуми кои што студентите ги на еден начин ги тераат да учат во текот на целиот семестар. Од друга страна, на крај за сето тоа да се потврди тоа нивно знаење, постои и испит. Во текот на семестарот изработуваат и семинарски работи или некои домашни задачи, се во зависност како е организиран тој предмет за кој што станува збор. Ја спомнавте теренската настава, дали тоа е дел од таа практична настава или тоа е нешто засебно? Значи, теренска настава организираме за нашите студенти и тоа се најчесто посети на некои компании каде што тие се запознаваат со начинот на работа и нели стекнуваат првично искуство за тоа што ќе ги очекува подоцна во животот како машински инженери. А конкретно ако збориме за практичната настава, значи можам да кажам дека практичната настава е задолжителна за сите студенти. Да. Значи тие ќе мора да обават таа практична настава во текот на секоја година. Машинскиот факултет таа практична настава најчесто организира во летниот период. Договор за соработка со бизнис секторот, со повеќе компании се потпишани такви договори, но секогаш стоиме на располагање, па дури студентите тие сами предложуваат некои компании кои што би биле од интерес, така да се потпишуваат договори за соработка. Интересот е заемен, многу често се случува да и самите компании ни пристапат и бараат студенти од Машинскиот факултет да бидат дел од таа практична настава. Сега ние сме тука нели како професори да им дадеме некои насоки на студентите, но во секој случај целата таа практична настава зависи од самите студенти. Има ли доволно компании во Македонија кои што може да им го дадат современото знаење на студентите однос на праксата, или можеби се прават напори да дел од студентите заминуваат и во странство некоја практична настава? Моментално немаме, таа опција не е нудиме, со тоа што се надеваме дека во наредните години ќе се разгледа и таа можност. Сепак таа практична настава се одвива во компаниите во Македонија. Како што спремав претходно, таа индустрија како така функционира. Во Македонија има голем дел на фабрики кои што се во таа машинска индустрија кои што може да ги прифатат нашите студенти. И сега некои од нашите студенти го препознаваат и потенцијалот во таа практична настава. Сепак наше е да ги насочиме студентите кон таа практична настава, потоа тие како ќе го трасираат патот, дали ќе стекнат искуство, па понатаму можеби ќе се вработат во таа компанија, пред се зависи тоа од нив. А компаниите задоволни ли се? Имате ли контакт можеби со самите компании, дали се задоволни од студенти? Да, значи компаниите ние сме вклучени секојдневно во тој контакт, како се одвива таа практична настава, знаеме каде се студентите, што прават. Значи имаме фидбек од компаниите и според тоа што кои студенти се присутни во која компанија, гледаме дека се задоволни. Сега моментално студентите во текот на летниот период ќе бидат присутни, сега моментално се организираат тие практични настави, така да фидбекот ќе го дознаеме после објавувањето на
ова практична настава што ќе биде во овој летен период. Така, спомнавме за практичната настава, за оние истражувања кои што професорите, наставниците редовно и задолжително ги прават. Дали е можно на некој начин да се вклучуваат студенти во тоа, да правите заеднички проекти со студентите? Имаат ли доволно и капацитети, и време, и желба, и вие како професори ги мотивирате? Значи, постои интерес, пред се да кажам дека постои поголем интерес од студентите од вториот циклус и тие се веќе вклучени во истражувањата кои што се одвиваат на Машинскиот факултет. Сепак постои можности за студентите од првиот циклус. Но треба да се спомена дека тука влијаат повеќе фактори, пред се нивното ниво на знаење, потоа дали постои можност да се вклучат во тоа истражување или не, дали се заинтересирани да се вклучат. Така да можам да кажам дека постои можност, но ќе потенцирам пак дека тоа е повеќе за студентите од вториот циклус. Така, во однос на соработката со другите високообразовни установи, ја има ли Машинскиот факултет и од кој бенефит го имаат од тоа студентите и наставниците? Машинскиот факултет се смета за еден помлад факултет при Универзитетот Гоце Делчев и е потребен подолг период за да се развие во еден факултет, технички факултет во целост. Можам да кажам дека моментално имаме некои соработки со високообразовни институции, но се надеваме дека тие соработки ќе бидат повеќе во иднина. Можам конкретно да споменам дека моментално се работи на еден научно-истражувачки центар кој би бил дел од Машинскиот факултет, кој ќе опфати и високообразовни институции и од државата и од странство. Но нешто по-конкретно може би во наредниот период од кога ќе се издефинираат некои по-конкретни работи. Исто така постои од поодамна некоја идеја за соработка со високообразовна установа од Кина, која што прво може би почнала како соработка помеѓу Машинскиот факултет, но би се развила во соработка и на Универзитетот Гоце Делчев. Од таа соработка и студентите, и професорите, и асистентите би имале бенефит, а тој бенефит би се одразил во испраќање на наши студенти, професори, асистенти во Кина и нивно директно вклучување во образовниот процес. Така, спомнавте дека во однос на вработувањето студентите од Машинскиот факултет, односно машинските инженери се дефицитарни на пазарот. Во кои се тие индустрии кои што генерално можат да се вклучат студентите, односно веќе дипломираните? Можам да кажам дека иако нели станува збор за технички факултет, можностите се големи. Значи не постојат некои ограничувања. Можам да кажам дека првично кога ќе се спомене Машински факултет се мисли на вработување во машинска, металопреработувачка, автомобилска и слични видови на индустрија, но сепак имаме примери од машински инженери кои што работат во услужни, сервисни, транспортни претпријатија, потоа владини, невладини организации, научно образовни, научно-истражувачки институции. Исто така можам да кажам дека постојат примери како машински инженери се снашли во банки, каде што таму стрикно се бараат економисти, нели? Потоа може да работат и како проект менаџери во компании, можат софтверски компании, значи студентите на Машинскиот факултет го изучуваат предметот проектен менеджмент кој што представува една добра основа за да тие можат да водат едни мали проекти. Потоа со тек на искуство и како може да се снајдат да водат и поголеми проекти, па и во софтверски компании. Постојат такви примери, значи не постојат некои ограничувања. Машински факултет заедно со и другите технички факултети, според некои извештаи од Министерството за образование и Агенција за вработување, представуваат најатрактивни факултети поради тоа што моментално на пазарот бројката на машински инженери нема преголем број, значи ако се појави некој конкурс се појавуваат доволен број на машински инженери и сепак остануваат слободни места. Така да поради тоа се смета Машинскиот факултет се смета за една и машинските инженери се сметаат за едни од најбараните кадри моментално во државата. Така, прилагодени ли се оние студиски програми со она што го бара пазарот на труд? Верувам дека вие како професори и менеджмент на факултетот се прават истражувања за тоа што моментално се бара на пазарот на труд. Се обидувате ли можеби да ги прилагодите програмите? Можам да кажам според тоа што ги имаме тие две студиски програми дека се прилагодени према барањата на пазарот. Често компаниите во тој контакт што ги имаме со бизнис секторот ги изразуваат нивните барања за тоа каков кадар им треба и Машинскиот факултет според тоа што до сега како се развива
произведува кадар кој што ќе може да ги задоволи барањата на бизнис сектор. Во вториот циклус на студија имате една насока проектирање на производни системи. Колку студенти запишувате таму и каков е интересот за вториот циклус на Машинскиот факултет? Можам да кажам, значи само еден смер има моментално на една насока на втор циклус. Како што кажете, проектирање на производни системи, постои интерес за оваа насока. Можем да кажам, изненадени сме дека постои интерес и од некои подалечни земји, значи странски студенти, конкретно од Арапскиот полуостров, прашуваат за оваа програма. Оваа програма е малку поразлична и не се нуди на многу универзитети, заради тоа и постои тој интерес. Секако се надеваме дека во наредниот период веќе се работи на втора програма која што би била дел од вториот циклус и се надеваме дека ќе постои интерес и кај сегашните студенти или пак и вработените во индустријата кои што сакаат малку повеќе да се добрзат во областа на проектниот менеджмент. Но кога има нешто поконкретно се надевам дека ќе имаме простор да ја презентираме и оваа нова програма на вашето радио. Така, за крај, професоре, што очекувате годинава од уписите на Машинскиот факултет? Можам да кажам дека се надеваме да имаме исполнет број на студенти во сите насоки, во сите градови. Пак би сакал да ги повторам градовите, значи присутни сме во Виница, Струмица и Штип. Така да се надеваме дека ќе се исполни таа бројка на студенти. Програмата е интересна, професорите со долгогодишно работно искуство. Имаме секако и млада екипа од идни професори кои стоат позади нив, кои што внесуваат нови знаења, техники, пристапи во образованието, така да стоиме на располагање на студентите, можат слободно средношколците да ги проверат нашите програми на интернет и се надеваме дека ќе препознаат својата иднина на Машинскиот факултет како дел од Универзитетот Гоце Делчев. Така, професоре, ви благодарам за разговорот. Ние продолжуваме со свежиот воздух, останете вие на оваа фреквенција.